Новите сметки за струја донесоа и нови дилеми кај граѓаните. Освен потрошената струја, сега во сметките имаат и надомест за пренос и дистрибуција на струја или така наречена мрежарина. Граѓаните на социјалните мрежи се жалат дека мрежарината им е дури и повисока од самата потрошена струја и прашуваат како е тоа можно. Накратко, тоа е така затоа што ефтината струја е речиси џабе, па граѓаните плаќаат само мрежарина која е многу повисока. Мрежарината е иста и за скапа и за ефтина струја. Дали е ова нов трошок во сметките за струја? Не е. Само што досега, пред поскапувањето на струјата која стапи во сила од 1 јули, тоа беше вкалкулирано во конечната цена на струјата. Сега, регулаторната комисија одлучи да ги покажува овие ставки одделно. Кого го интересира да види детално. Така и парите од секоја сметка за струја се распределуваат меѓу различните енергетски компании. За ЕСМ за производство на струја, за МЕПСО за пренос и за ЕВН за дистрибуција до крајните потрошувачи. За крај, ако трошите 400 киловат-часа струја месечно, 200 во скапа и 200 во ефтина тарифа, сметката за струја ќе ви биде околу 2600 денари. Но ако РЕК Битола одлучи да ви ги подари тие 400 киловат-часа струја, тогаш сметката ќе ви биде 1600 денари затоа што вие сепак ќе треба да платите мрежарина за да ви ја донесат струјата до дома. Дали е тоа многу? Тој што продава смета дека е ефтино, тој што купува секогаш смета дека е скапо. Регулаторната комисија за енергетика смета дека е таман.